Минимално повисоки сметки за струја во новата година за македонските граѓани. Од овој месец просечната цена на електричната енергија за домакинствата е изголемена за 0,92%, или тоа би значило дека сметка од 2000 денари по новите цени за истата потрошувачка ќе се зголеми за само 22 денари. Според блок тарифите, најмало зголемување ќе имаат оние кои штедат најмногу, или потрошувачите од првиот блок за кои цената порасна за 0,68%. Во вториот блок цената се зголемува за 0,9%, во третиот порастот изнесува 1,93%, а во четвртиот, за оние што трошат најмногу, зголемувањето е најголемо или 2,24%. Струјата во ефтината тарифа поскапува за 0,9%, а останува во истиот период од 13 до 15 часот дневна тарифа од понеделник до сабота и ноќна тарифа од 22 часот. Македонија е единствената држава во регионот со ефтина дневна тарифа. Минималното поскапување го очекуваја и од владата, од каде посочија дека нема да дозвола ценовен шок за граѓаните, иако наследената состојба во државните електрани е катастрофална. За време на владата на Мицкоски ова е втора одлука за цената на струјата. Во јуни минатата година се спречи ценовен шок со законски измени. Тогаш имаше минимално поскапување пониско од 1% за потрошувачи од вториот, третиот и четвртиот блок. Во некои од земјите од регионот нова година донесе сериозно поскапување на цената на електричната енергија. Во Бугарија домакинствата ќе плаќаат струја која поскапа за дури 8,42%, што е нешто минимално пониско од првите најави на регулаторот дека зголемувањето ќе биде 9%. Цената на трите компании снабдувачи таму се зголемува од 8,36 до 8,55%. Главната причина, како што пренесуваат медиумите, е поради зголемените прогнози на пазарот на електрична енергија и зголемените трошоци на базната енергија за 23%. Во Црна Гора има поскапување на струјата за домакинствата кои се со двотарифен модел за 3,41%, а во Република Српска пак цената на струјата за домакинствата порасна во просек за 7,9%.